председателя, почитуван министер, затоа што не бевте досега тука, се поставија неколку дилеми тука на оваа дискусија, за кој што господинот Битики немаше одговори или пак немаше информации. Се надам дека вие ќе можете да одговорите. Ова е втора година поред кога се прогласува кризна состојба за топлификација, односно за топлинска кризна состојба, каде што нели поради околностите во кои што се наоѓа Република Македонија не можеме да обезбедиме доволно ликвидност на компаниите, па се откажуваат и сега ние мораме да помогнеме како држава да ги дополниме сите овие средства и трошоци. Јас лани поставив едно прашање што ќе правиме до година. И затоа што беше истата дискусија, сега повторно ќе си дозволам да го поставам истото прашање што ќе правиме до година. Затоа што лани имавме некаква горе-доле слика во глава колку отприлика ќе начини целата оваа криза која што беше нели претходно од почетокот на годината до 34.2022 година. Првично се издвоија 6 милиони евра, потоа се издвоија уште околу 2 милиони, односно вкупно 8 милиони евра, каде што нели на крајот дури го искористивте тоа и за популизам, за на сметките да пишува дека дел од сметката е субвенционирана од страна на владата, нели, за да нема толка покачување. Меѓутоа сега сме во многу полоша ситуација како држава, затоа што поради кризата која што се случува во Европа, дополнително пораснаа и цените на гасот, пораснаа на сите енергенси, а немаме се уште одговори што ќе се случува. Во меѓувреме, во текот на летото БЕК ја загуби лиценцата и сега вие велите дека има законска обврска да продолжи се до изнаоѓање на нов оператор, но БЕК велат дека нема. А ти тука вие можете да спорите колку сакате, но што ќе се случува во спротивно, ако едните или другите се оправа. Дали ќе се отвори некој спор по правен пат или како и да е, битно ни е да се изнајде решение. Затоа што споровите и докажувањата во Република Македонија знаеме дека можат да траат со месеци, можат да траат со години, а грејната сезона ни започнува за неколку денови. Доколку не се најде ништо, затоа што се уште денес гледам изјава од председателот на владата дека се уште нема решение за снабдувањето со топлинската енергија, што ќе се случува понатаму? Дали овие граѓани кои што се греат на парно грејење и овие 15-20 илјади фирми кои што и користат истите услуги, дали ќе се префрлат на струја? Ако се префрлат, треба да бидете свесни и да бидеме сите свесни дека сето тоа ќе доведе до дополнителни 350 отприлика мегавати потрошувачка и овие 550 кои што се досега се користат за пумпите да можат да го снабдуваат овој систем, ќе се доведе до ситуација до 900 мегавати потрошувачка, што значи дека или ќе се оптовари мрежата, пак има бројни дефекти, или пак затоа што немаме струја обезбедено, а се надевавте дека ќе договорите нешто со Бугарија, ништо не договорите, не договоривте и со Турција, затоа што немаме обезбедена струја, дека можеби ќе има рестрикции. Јас знам дека вие не сакате воопшто да слушате што се случува по народот. Јас знам дека импакт факторот паника дополнително влие на инфлацијата во Република Македонија. Вие не сакате тоа да го преточите кај народот за тие да не ја креваат паниката, меѓутоа реалноста е друга. Тие се соочуваат со големи потешкоти за разлика од Европската унија, каде што секое семејство троши од прилика 15 до 20% од приходите за прехрана, кај нас се трошат околу 65%, а овие останати пари треба да испланираат како ќе ги менаџираат. И знам дека тоа е една причина зашто вие не сакате да разговарате на оваа тема конкретно со бројки, што ќе се случува, како ќе се случува, или пак да кажете во која насока треба да бидат очекувањата на граѓаните во однос на престојната грејна сезона, дали ќе треба да се подготвени за алтернативни
начини на затоплување на своите домови затоа што се уште ова не е средено, или пак да бараат некакво друго решение кое што би било по неповолно за нив. Велевте дека ќе се поскапи 14% парното, меѓутоа гледаме дека има поскапување за 28%, компаниите исто така се преоптоварени со овие поскапување, дури за можеби некаде и 100%, и сето тоа на крајот на кругот доаѓа до затварање на компаниите, до несигурност на граѓаните и една паника. Затоа мислам дека треба конкретно да одговорите што ќе се случува, да знаеме, да бидеме подготвени, немаме многу време и немаме многу алтернатива како понатаму ќе се постапува. Исто така, затоа што доаѓам од друг град, сакам да прашам што ќе се случува и со институциите во другите градови. Значи, мислам дека оваа криза нема да биде само тука. Топлинската енергија е насекаде потребна. Имаме многу институции кои што се засегнати од поскапувањата и на нафтата и на останатите енергенси кои што ги користат. И сметам дека веќе ако се помага на некој, треба да се помогне барем и по институциите, за да можеме да обезбедиме непречена работа на институциите, на училиштата, за децата на крајот на криштата да имаат непречена настава и така натаму. Мислам дека не е коректно и не е фер, затоа што овие средства се издвојуваат од буџетот од придонесите на секој граѓанин во Република Македонија. Не е фер и коректно да се насочат само во еден град. Мислам дека сите придонесуваат за развојот на државата, сите плаќаат даноци и сите заслужуваат да имаат нешто повратно за она што го плаќаат. Гледаме дека еве можеби и овака ќе го решиме, не знаеме сепак колку ќе биде цената која што ќе ја плати државата спрема енергетскиот оператор, економскиот оператор, и тоа иако во членот 4 ваму се одредува дека ќе имаше месечни извештаи, дури и за претходниот пат, ниту еден месечен извештај не го видовме, ниту пак знаеме како ќе се одвива понатаму. Мислам дека треба да бидете потранспарентни. Сето ова работење во изминатата година преку претходната кризна состојба, па еве и во оваа подготвителна, нас не загрижува и од аспект на злоупотреба на сите овие ресурси кои што ќе се стават на располагање на овие компании кои што се тие новите три кои што се создадени во меѓувреме. Ниту имаме транспарентност, ниту имаме отчетност, а гледаме дека претходно и во сите извештаи на Државниот завод за ревизија и на сите останати релевантни институции, гледаме дека со текот на кризите се злоупотребувале огромни средства, имаме многу разлика во набавките на исти продукти, на исти материјали, имаме многу договори склучени во 4 очи и мислам дека и за вас би било подобро, без разлика дали ќе се прошири паника кај населението или не, да застанете и да се каже отворено на каде се движи оваа држава. Што да очекуваме? Фер и коректно е, доколку е тешко, а ќе биде тешко, да се подготват граѓаните, да знаеме дека ова ќе трае одредено време, да знаеме колку средства ќе се издвојат, да ги подготвиме, да стегнат заби, да стегнеме сите заби, да ги намалите сите овие трошоци и сите овие сомнежи за корупција или за користење на кризната состојба како начини за склучување на договори во 4 очи и да истераме оваа зима како што треба да истераме. И уште една работа пак ќе повторам, што ќе биде до година. Видов дека пред неколку денови на влада сте донеле одлука уште 12 месеци да се пролонгира ова рокот што беше за гасификација, значи она што беше предвидено да се заврши за 24 месеци, еднаш го продолживте на 12, втор пат го продолжувате на 12 и затоа повторно е легитимно прашањето што ќе биде до година. Ако и до година ние немаме гасификација,
нормално дека цените на гасот нема да бидат како оние што ги добива Србија, затоа што ние сме премногу мали потрошувачи како држава. Во тие преговори со Газпром или со било кој снабдувач на газ сме небитни играчи со ваква инфраструктура на гасоводни мрежи и со ваква потрошувачка. И не треба човек да е многу паметен или пак да има некакви способности за може да предвиди дека до година пак ќе се соочиме со иста ваква ситуација. Затоа би ве замолил да бидете од сега па натаму многу потранспарентни, да бидеме отворени, да ги добиваме овие финансиски извештаи, да знаеме каде се трошат парите, можеби и од нашите предлози кои што тековно се предлагаат и со складирање на газ во Австрија, во Унгарија, кој што вие не го прифативте, можеби ќе најдеме заедничко решение да ја намалиме оваа криза. И уште еднаш ќе повторам, сите граѓани на Република Македонија да си добијат она што заслужуваат според нивните давачки кои што ги даваат преку даноците и така натаму, затоа што, пак ќе кажам, не е само овој тежок период не иде само за град Скопје, туку иде и за сите останати општини. Општините, како што гледаме дека со овака конципиран буџет или со она што се види од ребалансот ќе тонат се повеќе и повеќе во долгови поради високата струја, поради високите давачки, а се помалите блок дотации кон општините. И затоа би ве замолил да се изнајде решение покрај ова, да се изнајде решение и за останатите институции. Благодарам.